Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Изминаа точно 2 години од официализирањето на резултатите од последните локални избори на кои актуелниот градоначалник на Кочани Николчо Илиев го доби мандатот. Тоа беше повод да одржи пресконференција, на која ги сумираше резултатите од работењето во изминатиот период и најави дел од плановите за наредните 2 години. По завршувањето на локалните избори на 16 октомври пред 2 години, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев го доби мандатот од граѓаните. Потоа беше ветено дека ќе започне реализацијата на проектите предвидени во предизборната програма. По 2-годишниот период од практикувањето на функцијата прв човек на општината, тој организираше пресконференција на која направи осврт за она што досега е реализирано или е во фаза на реализација. Главно се задржа на инфраструктурните проекти, што според него се од поширок јавен интерес. Се определивме за инвестирање во секој дел како на градот, така и во настанените населени места, се со цел да решиме што е можно поголем број од инфраструктурните проблеми со кои се соочуваат нашите сограѓани, што навистина е недопустиво и навистина е несватливо да во 21 век, како што реков, да ние се уште решаваме канализација или довод на вода, пристапни патишти и се другото. Еве после еден долг период, односно подолг период на административни работи, стигнавме до старт на градење на детската градинка, која очекуваме во следниот период наскоро да отпочне соградба. Во село Тракање отворивме центар за ран детски развој и сите дечиња во таа возраст се веќе згрижени. Вие добро знаете дека Кочани се соочува со еден огромен предизвик, проблемот со диво населените во старата касарна, проблем кој Кочани и кочанчани ги мачи повеќе децении. Значи за 2 години успеавме да најдеме локација, ја донесовме целокупната потребна урбанистичка документација, изработивме изведбен проект и одобрени се средства од страна на владата за почеток на изградба на овие куќички каде што ќе бидат сместени овие лица и ќе допринесеме за згрижување на овие лица од социјален ризик. Осврнувајќи се на проектите од културата, Илиев истакна дека е завршена надвршната реконструкција на Центарот за култура Бели Мугли, а нагласи дека денојуве ќе почне и реконструкцијата на мултикултурниот центар. Во делот на патната инфраструктура потсети на рехабилитацијата на повеќе од половината на регионалниот патен правец кон Пониква, што заедно со проектот за изградба на велосипедски планински патеки ќе помогне во унапредувањето на туризмот. Сега сме пред ребаланс, со кој ребаланс ние ќе стигнеме до бројката од близу 100 милиона денари инвестиции во капитални инвестиции од сопствениот буџет, што значи зголемување од претходниот период за повеќе од 50%, нешто што не охрабрува да продолжиме по истиот курс по кој што почнавме со транспарентно и отчетно работење, што додатно допринесува проектите кои се предвидени во буџетот за градба за намалување на нивната вредност за изградба за повеќе од 30%, со што овозможуваме со исти парични средства да изградиме 30% повеќе инфраструктурни проекти за нашите граѓани. Ние за 2 години успеавме да ги вратиме сите долгови и да имаме образование со ликвидни сметки, кое што односно директорите во училиштето имат јасни насоки од моја страна понатаму да работат проекти со кои проекти ќе ги подобруваат условите за престој на нашите деца во училиштата. Илиев нагласи дека општинската администрација добива поддршка и од Советот за реализација на планираните проекти. Искрено да упатам благодарност на сите советници за соработката и во најголем дел, во принцип, ги препозна нашите заложби за едно транспарентно и отчетно работење и за градење односно решавање на инфраструктурните проблеми на граѓаните што е можно побрзо и навистина Советот во најголем дел од случаевите имаше слух да ги препознае. Наша цел и задача е да направиме сега проекти и реализации на проекти кои што ќе бидат за пример и кои ќе му бидат основа на следниот градоначалник да не може да побегне, значи да има нешто со што ќе се надпреварува. Значи мора да имате некаков резултат кој ќе се борите да го стигнете. Ние баш тука сме посветени максимално да навистина да донесеме средства со кои ќе реализираме проекти кои ќе бидат предизвик и за следните
раководители на локалната самоуправа за оставање на овакви инфраструктурни проекти или објекти во наследство на следните генерации. На крајот од пресконференцијата, градоначалникот Илиев најави дека веќе се подготвуваат и нови проекти за следниот двегодишен период, меѓу кои, освен пробивањето и изградбата на втора лента на улицата Стево Теодосиевски и нов булеварски влез од кај Клучката кај Градовци, тој најави и проект за изградба на уште еден мост на Кочанска река. Издруженијето на слепи и слабовидни лица од Кочани се вклучи во одбележувањето на 15 октомври, Меѓународниот ден на белиот стап. Околу 20 членови на Сдруженијето присуствуваа на меѓународна средба во Благоевград, а беа делиот одбележувањето на денот во Скопје. Секоја година во месец октомври слепите и слабовидните лица низ целиот свет го одбележуваат денот на белиот стап. Мисијата на 15 октомври, Меѓународниот ден на белиот стап, е да му покаже на светот дека и со слепилото се може, да покаже како слепите и слабовидните лица ширум светот живеат, работат и независно придонесуваат за својата заедница. 20 членови од Сдруженијето на слепи и слабовидни од Кочани присуствуваа на меѓународната средба во Благоевград, Република Бугарија, кој реализираа активности со членовите од Сојузот на слепи на општина Благоевград. Меѓу другото беа дел и од спортските игри за слепи лица, посетија музеи, играа шах, а продефилираа и низ улиците во знак на почитување на белиот стап во сообраќајот. 20 души од Кочани слепи и 100% слепи, слабовидни и 100% слепи, оидовме за Благоевград и тамо се сретнавме со ни, одржавме шах, игравме табла, игравме тамо на други тамо и се забавувавме. Да. Многу ни беше убаво и за сите беа задоволни. Највпечатливо беше за нас играта Showdown, која се игра помеѓу двојца слепи, која е доста интересна и исто така би сакале да се примени и во нашата држава. Исто така таму разговаравме за одредени тифоло помагала за слепиот човек кои се резултат на напредната технологија и на тоа што се може да се произведе за да се олесни секојдневното движење и функционирање на слепиот човек. Беше презентиран еден проект за дактилна патека која ќе се инсталира во централното подрачје на Благоевград и со тоа научивме и нови начини и нови методи со кои би се овозможил полесен и посамостоен живот на слепото лице. На овој ден се споменуваат и можностите како и достигнувањата на слепите и слабовидните лица и нивниот допринос во општеството. На настанот пак што се одржа во Скопје присуствуваа и представници од Кочанското здружение на слепи и слабовидни, кои што истакнаа дека биле посочени и низа проблеми со кои се соочуваат слепите во државата. Агендата беше посебно застапена со договор во Маракеш 2013 година, кој што е подпишан во Маракеш во Мароко. Тоа е поддржано исто и од Обединетите нации како конвенција и се очекува и нашата држава до крајот на годината да го подпише тој договор и ние да бидеме член на таа конвенција, нашиот сојуз, национален сојуз. Од Европска унија веќе е поддржан, значи веќе се верификуваат сите договори. Кои се придобивките од подпишувањето? Придобивките од подпишувањето на тој договор е во поголем обем да се има книги и други списанија на Браево или во аудио форма. Да речеме, во моментот во нашата држава негде се брои околу 700 книги кои се или на аудио или на Браева азбука. Се смета дека 100% слепо лице, ако не ја знае Браевата азбука, е неписмено. Тоа дека една Србија, да речеме, брои околу 60.000 книги. Тоа е огромна разлика. Да, заемни договори, да си помагаме едни меѓу други и со други технички помагала.
Глобално земено, катарактата и глаукомот се едни од водечките причини за слепило. Затоа на состанокот во Скопје било упатено и апел до сите, барем еднаш годишно, секое дете и секое возрасно лице, да направат комплетен очен преглед со цел да спречат и превенираат можни идни причини за слепило. Во Македонија, според регистрите на Националниот сојуз на слепите, со оштетување на видот поголемо од 90% живеат повеќе од 2500 лица. Презентација на проектот како дел од средбата на тимот од Средното училиште Лјупча Сантов со представниците од сите држави учесници во проектот "Ние сме попаметни од технологијата". Целта на посетата е запознавање на учениците со образовниот систем во Македонија, како и посета на знаменитости и институции. Продолжуваат активностите како дел од проектот "Ние сме попаметни од технологијата", во кој учество зема и тимот Средното општинско училиште Лјупча Сантов. Представници и учесници од државите вклучени во проектот се во посета на Кочанското училиште. Станува збор за стратешко партнерство за училишни размени и учениците од училиштата кои се учесници во проектот учествуваа во презентацијата на проектот што се одржа во Кочанското училиште. Проектот вклучува училишта од Турција, Норвешка, Италија, Романија, Македонија и Словачка. Овој проект ги опфаќа учениците, наставниците, училиштата, семејствата и заедницата кои користат технологија постојано во секојдневниот живот. Учениците кои беа таму пренесоа дел од искуствата на останатите ученици. So my name is Theodor Fjordholm. Јас сум Теодор од Норвешка и сум учесник во проектот Erasmus+, ние сме попаметни од технологијата. За прв пат сум во Македонија и сум многу среќен што сум тука, иако првиот момент кога дознав дека ќе доаѓам овде беше не беше убав момент за мене, бидејќи бев исплашен поради различностите со кои ќе се соочам. Но денес сум многу среќен, бидејќи имам шанса да се запознавам со нови другари од различни држави и навистина ми се допаѓа бидејќи гледам колку е различно од нашата држава. Во овој проект учествувам од самиот почеток и учиме работи поврзани со технологијата. First of all, thank you. Јас сум Суад Ѓокулу од Турција, координатор на проектот "Ние сме попаметни од технологија". За прв пат сум во Македонија и сум многу среќен, бидејќи сме овде гости. Проектот се однесува за технологијата која што има негативно влијание врз учениците и ние сме тука за да ги научиме како да се заштитат од негативните последици и да ги искористат позитивните аспекти на модерните технологии во секојдневниот живот и во наставата. My name is Gabriel Kalna. Моето име е Габриел Кална, за прв пат сум во Македонија и сум среќен што сум тука. Проектот се однесува за влијанието на технологијата и интернетот. Ние сме секогаш тука да ги подсетиме нашите ученици за негативните ефекти, бидејќи тоа е нон-стоп во нивниот живот присутно. Убавото на овој проект е што имаме шанса да запознаеме сосема нов свет кој досега го немаме видено. My name is Vishana Maria. Јас сум Ана Марија Висан од Романија. Овде сум со мојот тим ученици и за прв пат сум среќна сум тука и сум многу горда што имам шанса да ја посетам и да бидам во Македонија. My name is Concetta Кончета Билати, представник на италијанскиот тим. Тука сум со моите ученици и морам да го истакнам воодушевувањето од топлото добре дојде на нашите домакини и сме многу среќни и го почитуваме ова што сме тука во Македонија со проектот Erasmus+, ние сме попаметни од технологија. Целите кои треба да се постигнат се учениците да станат посигурни во основните вештини на ИКТ и на англискиот јазик, да стекнат сигурност и вештина во комуникацијата, да бидат повеќе заинтересирани за европскиот народ и за културите и да бидат свесни за важноста на добри манири во социјалните медиуми, стекнување на знаења користејќи повеќе сензорни органи, да учествуваат и да преземат одговорност повеќе поради самодовербата од стекнувањето знаења и обликуваат својата иднина врз основа на нивната цел да знаат
знаат што сакаат и да ја преземат контролата на својот живот. Учениците работат под менторство на професорката Весна Ефремова, која истакна дека благодарение на овој проект, учениците имаат можност да научат како да се заштитат од опасностите од интернет и како да ги користат на добар начин при користење на социјалните медиуми и да може да се фокусираат на начинот на кој секоја земја управува со цел за да се избегне технологијата да се претвори во катастрофална алатка. Нашето училиште со Љупчо Сантов има чест да биде домаќин на гости од 6 различни партнерски држави кои се членови во имплементатори на проектот Еразмус Плюс. Ние сме попаметни од технологијата. Во периодот од 12 до 19 октомври тие ќе присуствуваат во нашиот град. Ќе ги прошетаме во нашите најубави градови, тоа се Охрид и Скопје, ќе се запознаат со културно-историските знаменитости и исто така ќе имаме активности поврзани со реализација на проектните активности, презентации на статистики, изработка на видеа, посета на часови и сето тоа ќе биде некаде до крајот на оваа недела, кога ќе заминат гостите во нивните држави. Се надеваме дека ќе бидат добро пречекани од нас и дека ќе бидат задоволни од престојот во Македонија. Значени се ваквите средби? Овие средби се многу значени, бидејќи нашите ученици имаат можност да стекнат нови пријателства, да развијат нови вештини, да бидат домаќини и семејствата и учениците на ученици од многу различни држави, од Турција, од Италија, Словачка, Романија, Италија, и тоа е ретка можност која што нашите ученици ја имаат со имплементацијата на Еразмус Плюс проектите. Проектот е финансиран од Еразмус Плюс програмата, а учениците од гимназијата како дел од проектот во месец мај беа гости во Норвешка. Пантомимиска представа Скопје 63-та беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Станува збор за игра која води кон сеќавање на жртвите во земјотресот во Скопје 1963-та. Скопје 63-та е пантомимиска представа, пригоден чин со кој се дава придонес кон сеќавањето на жртвите од Скопската катастрофа од 1963 година. Во само половина час е реконструирано времето на несреќата преку видео и преку соодветни музички numери и преку пантомимата на актерот Метоја Накиевски, кој плени со својата харизматичност на ликот и движењата како свидетел на настанот. Неговата креација емитира топлина и трогателност, но и срдечност и отвореност во спомените за едно време. Овој носталгичен пантомимиски настан се одигрува според концептот и режијата на Трајче Ѓоргиев. Се работи за една представа која што е на некој начин реминисценција, сеќавање на она што беше 1963 година трагедија за градот Скопје, земјотресот кој што му се случи. Ние преку еден лик кој што е млад човек, кој што доаѓа во Скопје во тој период, ја запознава љубовта на својот живот, создава фамилија, се вработува и се случува таа трагедија, нему лично му се случува таа трагедија, но сепак за среќа убаво завршува за него и за неговата фамилија, така што преку целата оваа кратка пантомимска изведба сакаме да покажеме дека колку што во една трагедија има лошо, солзи, мака толку оптимизмот кон новиот живот сепак преовладува, така што ете, тој има среќа и продолжува понатаму во животот. Сакавме да направиме така една кратка ретроспектива на сето она што било како фотографија, да извадивме фотографии од пред се од интернет и од наши познати фотографи кои што во тој период работеле и ги сликали, ги овековечувале на станите, така што ете преку пантомимската игра и преку фотографијата и видеото се обидовме да направиме еден условно речено колаж кој што ќе потсети посебно младите генерации, ќе ги поучи на тоа што се случило во Скопје 1963 година.
Инаку представата Скопје 63 беше дел од интернационалниот фестивал на пантомима и физички театар Панфест, чиј организатор веќе 20 години е Трајче Ѓоргиев, а тој одржува и работилници по пантомима, преку кои ги едуцира младите артисти кои сакаат да научат пантомима. Такви работилници се одржаа и во Кочани. Представата после Кочани ќе се игра во Виница и во Македонска Каменица. Во библиотеката Искра беше промовирана книгата Везот на животот на поетесата Ана Дедова од Кочани. Со промоцијата всушност започна и одбележувањето на манифестацијата Месецот на книгата, која што ќе трае од 15 октомври до 15 ноември. Од хаосот што владее во светот, од омразата, лицемерието, поетесата Ана Дедова од Кочани одбрала да пишува за љубовта. И тагата е присутна низ стиховите, но љубовта е алфа и омега во поезијата на Дедова, рече за неа рецензентката Виолета Сековска, која беше присутна на промоцијата на книгата Везот на животот, која што е четврта книга на Дедова. Си имаме запознаено пред 3-4 години. Ана е како човек прекрасна, поради тоа и одбрав за да ја бидам рецензент. Инаку секому што пишува, тешко дека можеме да бидеме рецензенти, затоа што не секој што пишува умее и да напише поезија. Ана е една од ретките кои што тоа умее да го направи. Ја почитувам како хуманитарец, како жена, како македонка, која што пишува на свој мајчин јазик. Што да кажам за книгата на Ана, освен се од убаво по убаво. Затоа што книгата на Ана во овој хаос што денес се наоѓаме, целото човештво, не само Македонија, Ана одбрала да пишува за љубов. Се знае дека зборовите, не само македонски, општо зборовите, логосите, тоа што може да го уништи човекот, зборот да го уништи, не може ни едно оружје во светот. Зборовите умеат да љубат, да милуваат. А ако дел од себе не се откорне и да се стави на листот хартија, како што тоа умее да го направи Ана, тогаш бадијала ние зборуваме дека некој е поет. Секој топос што се наоѓа во книгата е на свое место. Ритмика, динамика, сето тоа се пронаоѓа кај Ана. Да, нејзината поезија највеќе изобилува со љубовта, па впрочем, нели тоа и најмногу ни треба? Човек на човека да е човек. Мислам дека токму тоа во моментов го нема во нашава земја. Повеќе би кажала дека тоа е човек на човека, ѕверда му е неголи човек. Реткост е да се најде човек во пишувањето, ретко се да се најде човек меѓучовечки односи и јас сум среќна што сум и рецензент на Ана. Затоа и впрочем сум се нашла во нејзината книга и еве сега со своји пријатели поети допатувавме за да бидеме на овој свечен чин за нашата Ана. Нека и се множат делата и секогаш ќе бидам до Ана кога ќе има потреба од тоа. На промоцијата што се одржа во библиотеката Искра, освен блиските роднини и пријатели на Дедова, присуствуваа и љубители на убавиот пишан збор. Инаку авторката Ана Дедова е родена во Кочани, но поголем дел од своето детство го поминала во Охрид, кој е главниот виновник за нејзините први творби и заплувувањето во водите на поезијата. Добитник е на многу награди на меѓународни фестивали за поезија и проза. Дедова е член на литературниот клуб Копнеш и е вистински поттик за сите млади да работат на себе, да се трудат да го извлечат највредното од себе. За музичкиот дел на промоцијата се погрижија Иван Симеонов и Ванчо Богоев, кои одсвираа неколку композиции и го збогатија настанот. Промоцијата е дел од одбележувањето на манифестацијата Месецот на книгата, која што ќе трае од 15 октомври до 15 ноември. Преку креативни изработки и подготовка на здрава храна, учениците и вработените во Основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево го одбележаа Светскиот ден на храната 16 октомври. Ја спроведува кампањата Здрава храна за детство без мана.
Преку разни активности за промоција на здрава храна, учениците и вработените во Основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево го одбележаа Меѓународниот ден на здравата храна. Здравата храна е клучна за здраво детство и здраво растење, беше кажано на активноста во училиштето. Целта на активноста е да се насочат децата да ја засакаат здравата храна уште од мали нозе. Учениците научија дека здравата храна е богата со протеини, витамини и минерали, што помагаат при растењето и создавањето на силни мускули и коски. Кампањата Здрава храна за детство без мана има за цел да ја подигне свеста кај децата од предучилишно и основно образование за потребата од конзумирање здрава храна, како и да ги поттикне училиштата да станат мотиватори за користење на здравата храна во и надвор од институциите. Следува информацијата од спортот. Екипата од генерацијата 2006 на фудбалската школа Фудбал Старс, која се напреварува во јуниорската лига, го одигра редовното правенствено коло, при што забележа победа. На домашен терен, нашите млади фудбалери беа подобри од нивните врсници од Брегалница од Штип. Младите фудбалери на Фудбал Старс продолжуваат со добрите настапи во правенството на регионалната Југоисточна лига. Во рамки на четвртото коло, успех забележа генерацијата 2006. Таа со резултат 4:0 на домашен терен ја совлада незгодната екипа на Брегалница од Штип, која е еден од конкурентите за пласман на врвот. Со убедливата победа токму против Штипјани, јуниорската екипа на Фудбал Старс го зачува првото место на табелата. Пофалба за успехот заслужува целата екипа, а посебно стрелците на головите, при што Марио Симовски постигна 2 погодока, а поеднаш противничката мрежа ја затресоа Ненад Малинов и Николче Ефремов. Фудбалерите на Фудбал Старс со успех настапуваат и во детската лига, каде во петтото коло ја совладаа екипата на Русиново. Со добрата игра, нашите најмлади момчиња од генерацијата 2009-2010 играа борбено, издржаа многу дуели и на крај нивната игра беше крунисана со победа од 3:0. Почитувани, со временската прогноза го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.